Воите. Па што, здраво. Некогаш ќе научиме да ги започнуваме нашите преноси на време. Што застануваме? И не стануваат помалку интересни за лансирање. Едноставен пренос работи доволно. Многу луѓе, директниот пренос е таков. Веројатно најсложените жанрови кои не простува грешки. Но сепак, ние сме во живо и знам дека некои од вас седеле чекале почетокот преносот некој веќе. Затоа ве молам за поддршка, оние кои сте тука. Сега со нас обавезно ставете лајк и направете репостне. Не заборавајте многу работи од вашата активност. И можеби некаде во чатот со своите други инвеститори. Партнерите кои ги познавате, оставете ја врската за да се враќаат на транслацијата, ако можеби тие веќе се зафатени со своите работи. Проверувам се, ние сме во живо, се е во ред, кај. Па што, денес е четврток и во четврток со вас делиме вести. Изборувам за технички теми за развива проектот Дирижабли Нова. Па денес во студиото имаме човек кој, како никој, влијае на тоа како се развива проектот. Борис Александрович беше со нас во живо, па денес ќе му поставиме неколку прашања. Борис. Па првото прашање на таа тема како вчера кај нас излезе видеото со научно-техничкиот совет кој беше одржан минатата недела. Ние за него подетално зборувавме. Во среда минатата недела трансмисиите, но денес сакам да ве прашам воопшто, што се случуваше таму и можеби до каков резултат дојдоа. За самиот НЦ веќе беше зборувано. Што помина бурно, поминаа дискусиите. Многу технички прашања, проблеми. На крајот беше донесена одлука од НЦ. Сакам сега да го изразам. Прво, тоа е да се развие список на демонстрирани технологии при создавање дирижабел со мал обем. Инаку прифатено. Предварителното име на дирижаблот ќе биде Нова. Нова е јасно. Зошто 2? Затоа што волуменот биде во областа од 2000 кубни метри и затоа е донесена одлука. Такво име Нова и овие технологии треба да бидат. Да се вежба како на самиот дирижабел, така и на макетите. И стендови и второто е неопходно да се развијат технички барања. За овој дирижабел Нова 2 да се развие нивното образложение и во крајот на месецот да се извести НЦ за да се утврди, да движиме понатаму. Следниот етап е развојот на ескизниот проект, потоа, како и обично развојот на работна конструкцијска документација, тоа веќе е издавање на задачи на соседите. Разработка на соработка во ескизниот проект, поминува таа веќе оди, но конечно. Таа треба да биде формирана до кота по и. На етапата веќе сите треба да работат заедно за да може да се изработи во текот на годината како. Ние очекуваме апаратот Нова во секој случај. Там ќе ги изнесат на некој на земја, но и летно. Испитувањето е по одлука на НЦ, значи, па паралелно. Ова вклучува дополнително објаснување за процесот на испитување и неговото значење. Како да кажам, во рамките на компанијата е создадена Нова. Инженерскиот центар, кој е одговорен за реализација на овие важни и комплексни задачи, поставени од страна на раководството, треба да ги реализира овие задачи поставени. Во моментов, раководител на центарот е Федо. 2 заменици, тоа сум јас и Зубкевич Вадим Василевич кој настапува. Јас сум за организацијската страна. Зубкевич повеќе за технички. Во него се планира во оваа фаза, тоа е како технички инженерски центар, тоа е предвестник кој треба да се појави, но сега ние уште незрелите и на почетокот решивме да создадеме инженерски центар, но сепак во него
Веќе се одобрени и ќе бидат вкупно 6 оддели. Ова е таков прообразнак. Првиот оддел е за општи видови и обвивки. Ова е проектниот оддел во кој се развиваат идеи и основни технологии, основни концепти. Во овој оддел е пресметковно теоретско. Оддел јасно аеродинамика, динамика, цврстоста. Оптови и пресметки на аеростатика. Треба да се извршуваат следните конструктивни оддели. Оддел сопствено конструкција агрегати. Ова е развојот сите агрегати на обвивката и рама, перенија, воздушно-газовото опремување, елементи на силовата, инсталации и елементи на гондолата биде потребно. Нешто ќе биде предадено на соседите, но нешто ќе развиваме сами. Следниот оддел е одделот за бортска опрема. Ова е развој на пилотажно-навигацијска опрема, радиосвезен и општ електричен уред. Тоа значи дека таков одделот за земјено опремување, тоа целокупниот наземен комплекс за поддршка на дирижаблот и оддел за техничка документација за сертификација, односно, ќе ни биде потребно да издадеме упатство за летна експлоатација, упатство за употреба, пасоши, формулари, норма, контрола, архив, прашање за сертификација. Тоа е во овој оддел. Еве каква структура е определена во моментов. Полека таа. Дополнувајќи како и да е, ние примаме луѓе на работа. Некого на постојана работа, некого на делови. Например, можеби некој ќе биде. На аутсорсинг, односно таков процес, се одвива во моментов. Организации заедно со процесот на веќе изработка на барањата за. На апаратот може да се каже дека веќе е во ред. Но поблиску до 10 луѓе веќе имаме. Со нас всушност соработува ова, па тоа не е баш некој. Во државата некој соработува, па така работи. Со нас работи на полуставка, односно тоа е воопшто. Нам ни треба опрема, планираме да создадеме конструкторско биро. А зошто е важна? Затоа што и треба да бидат специјалисти практично по сите насоки и затоа што За да се добие сертификат за тип на апаратот, мора да постои подделение. Но конструкцијското биро, целото предпријатие нове, треба да го добие. Сертификат за развивач авионска опрема. Му треба бидат затворени си правци. Тоа се конструкцијски. Нас со обвивките значи конструктор по обвивки. Конструктор за опрема за пилотирање навигација. Израчунувачи, аеродинамичари, динамичари, оптови. Прозрачен, па воопшто целиот спектар кој овозможува. Да се пресмета, да се создаде, да се проектира, па потоа ќе стигнеме до изработка. Да се изработи и тестира, тоа се веќе следните етапи, односно, вод како што се гледа вакво развој кај нас. Па, јас нема да бидам кај нас и приближно однапред. Има број на луѓе, но во овој момент тоа е малку. Тоа се 2, 3, максимум 4 лица во секој оддел. Екте одделот за општи видови обвивките. Сега, веќе имаме 4 луѓе. Па тоа е концепција насока. Работиме со материјалот на обвивката. Во нашите услови не е толку лесно да се најде, но гледаме кој е производителот каде, како што може да се избере. Ова, да речеме, е такво. Пост по структура по организацијски прашања плюс опремување на работниците. Место се случува продолжува, односно, па вие покажува втралотни. Места, ние овој процес оди паралелно. Инаку, лабораторијата кај нас се опремува. Мислам дека наскоро ќе покажеме некои кадри од таму. Повеќе работни места се појавија животот. Полека започнува во канцеларијата на Киберлив да се блин или пик. Кажете ми уште нешто за научно-техничкиот совет НЦ. Има неговата основна цел да ја потврди и основна цел.
како вектор на развојот правилно да, полека и поетапно да, но. Еве, ние всушност и навистина за сега на претходниот донесовме 2 точки. Да, треба да се изработи список и да се развијат техничките барања сега. Списокот веќе го разработивме и можам да кажам. Што сакаме од овој апарат нова до. Дирижабелну, прво, тоа е мал апарат. Да, обем од 2 до 2,5 илјади кубни метри. Во овој опсек, поблиску до 2. Што условува тоа? Сакаме овој апарат, дирижаблот, по висина не надминуваше 12 метри. Ова му овозможува доволно стандардни. Авиациските хангари поминуваат низ вратите. Тоа значи, нивната склопка да се изврши, полнење со газ и практично на секое место, каде што има аеродром, каде што има услуга за такви авиони и воопшто стандардна големина. Излезе испитувања, излезе летови и дури потоа го примените. Тоа значи дека ова е едно од нашите основни базични барања, за да не се создава да не се гради некаде нови хангари оваа фаза. Мајки во предвид ова, кои се барањата за овој апарат? Ова е таков обем. Се надеваме дека ќе има носивост до 500 км. Дострелот летот на 500 км. Тоа значи дека апарат 500. Но ова е носивоста и јас сум тука. Кажам, тоа е за беспилотниот апарат. Значи, што планираме за ова? Апаратите и што сакаме да обработиме. Прво, овој апарат треба да биде. Неколку 3 насоки. На крајот излезе од измени. Првиот е пилотиран апарат, кој во понатамошното, например. Овој уред може да се трансформира во екскурзионо-туристички апарат кој има капацитет за одреден број на седишта, што го прави идеален за патување и тури со 6, односно 1 пилот, 5 патници. Така ние би сакале да планираме. Се надеваме дека таков апарат, неговиот, треба да се сертифицира, да се добие сертификат. Типа, ако сакаме да летаме со патници на бордот. Да, тоа може да биде. Веб класа, значи ќе има помалку луѓе. Или, да речеме, обичен туристички екскурзиски. Времетрајањето на летот, малку, но сосема доволно. Планираме околу 2 часа. Тоа значи дека таков. Комерцијален варијант на користење на овој развиван апаратки. Се надеваме дека ќе биде комерцијално успешен во зависности од цената во која ќе го изработиме. Следното е всушност нашето демонстративно уред. И ние сакаме на крајот да го направиме. Негов преку пилотирана варијанта беспилотен и да се обработи на беспилотна шема на дирижабелот за лет на дирижабелот, односно, ова е полет по маршрут за слетување беспилотен дирижабел. Но ова не е прва година поради тоа, што е потешко создаде беспилотен дирижабел отколку пилотиран, што пилотот презема многу автоматски функции, задачи и одговорности. Системата за управување треба да се усоврши, започнавме со пилотот. Постаром потоа понатаму ќе биде веќе без освен тоа. На овој апарат би сакале во беспилотна варијанта да се изработи истовар на товар, слетување, механизирано може, да биде дури и автоматизирана, но веројатно, во мал апарат. Но, сепак ни, најмалку да видиме како е тоа можно. Покрај тоа, многу би сакалена во овој апарат и ќе го направиме тоа да го наречеме така, прикачување со минимално количество. Земјениот персонал воопшто без овој персонал да се помине. А значи како во пилотирана верзија така, беспилотната варијанта, например, да се обработи ова што го читам. Технологиите сакаме да ги демонстрираме првата точка на реализација на НЦ. До барањата следното е што сакаме на него. Да се види управливоста на мали брзини и стабилноста на возилото на патот затоа што да кажеме така, планираме на овој апарат да поставиме
Флост е приближно аналогија. Со дирижабелот подруливачкото уредство само. Во хоризонтал рамнина вертикалната. И така, еве погледнете, тоа е. Автономно прикачување вклучувајќи управливоста на мали брзини, затоа што дирижаблот има управители. Аеродинамички, кои стојат на стабилизаторите, тие при мали брзини слабо ефективни. Ефективен и тука треба да се управува веќе во основа со некој. Други уреди, а ако сакаме да се снајдеме без екипа, за да не бега по него, тој сепак ја задоволи. Мали брзини треба приближи, но не може след. На голема брзина инаку тој воопшто не. Ако авионот ги изгуби сите предности, тој мора да слета на зададената точка. Во това проблема сериозно. Сакаме да работиме на овај апарат, како во пилотирана, така и во беспилотна варијанта. Тоа се однесува и на технологијата, преместување на дирижаблот по платката, за да не го возат многу луѓе, например. Учувајќи ја и беззеринговата технологија за одржување на земја, вклучувајќи пропишаните норми од 35 метри во секунда, тоа е урагански ветер. Луѓето внесуваат апаратот треба нормално да се содржи на земја без ангари трето, па тоа веќе е такво. Ние за себе си поставуваме задача, тоа е дел од агрегатите, особено. Воздушногазовата система ќе ја имплементираме и со методот на адаптивни технологии. 3D печатење, еве, веќе го започнуваме и тоа. Така што технологии кои сакаме да ги усовршиме на. Во овој апарат, тој поминамц, тој какви воопшто. На тамошни чекори за да им биде јасно на гледачите што се случува. Кој пат поминува до дирижаблот до овој момент. Еден интереса направивме понатаму. Кои интереси ќе се формираат и какви документи ќе бидат. Задачите ги спомнавме во црти, но еве. Последователно уште еднаш чекор по чекор добро павлено. Тука е таква ситуација. НЦ не е задолжителен, обично, па да речеме. Русијанц спроведува за резултатите од целата работа. Обично на НЦ разгледуваат некои технички предлози или попусти, проект, па како и да е, ни или научно-истражувачка работа. Етапите ги немавме како да немавме етапи. Апаратот без таков гостински етап беше, нели? Но бидејќи се собраа луѓе воопшто такви сериозни специјалисти во областа на дирижаблестроењето, но кај секого, иако порано работеле во истата, команди секој има свое видување. На почетокот собравме ги сослушавме сите. Тоа е визија на секој од луѓето, нели? Потоа одлучивме дека тоа го оставаме вака. Технологијата, она што ќе го решаваме некој ќе ги оставиме на. Иднината сега не ја разгледуваме, но што не може. Содеднаш да се обедини темпачот и апаратот назначи. Следниот етап за нас ќе биде тоа што ќе произведуваме. Техничките барања ги потврдуваме за ова. Ние повторно сакаме да го одржиме НЦ, зошто? НЦ, па може да се каже дека е техничка средба на луѓето, кои всушност сепак им овозможуваат на тимот на разработувачи да се прилагоди и всушност. Производители кои ги покануваме. Ние се уште ги покануваме на НЦ не. Само на вработените војнове, туку и на поединечни специјалисти, кои со нас планираат или веќе соработуваат. Но не се како да се вработени. А еве кој конкретно бе. Можете да раскажете во овој случај. Не може зборува Федор, вели таму. Не треба за тоа, не треба, но може би. Може да се зборува за некого. Не е потребно, искрено. Говорам, дури не сите знаев, не затоа што е тоа уште. Важно е да размениме разбирање, тука имаме. Специјалистите за погонски системи многу сериозно, како што разбирам, еве. Од прашања и разговори, но додека тие само се вклучија тоа е. Луѓето се уште и не сите разбираат воздухопловство.
Па, дојде специјалист од авиацијата, се занимаваше со автожири или со хеликоптери, тој не разбира. Па видео разбира сите ние. Например, ако техничките специјалисти знаеме нешто, но не детали. И тука, присуствувајќи на сите човек, па како? Тоа значи дека тој повеќе ќе знае отколку својот тесен круг. Затоа што дискутирава, тесен круг донесе одлука на сите, дај задача и нека сите работат. Но ние малку тргнавме по ваков пат и повеќе. Па, да речеме демократски, може би, во оваа фаза тоа не е секогаш добро, но во оваа фаза, да, тоа е добро. Тоа донесуваме одлука и распоредот пресметките треба се исклучи, треба да се движиме според донесените одлуки. Значи, по тоа што ќе го потврдиме всушност. Зошто дојдовме до заклучок треба да се утврди. Технички барања за да биде јасно што сакаме. И немаше расфрлање и лутање, беше јасно зададено. Следниот етап е веќе развојот на самата скица. Проектот тоа значи дека е скица документација. Се произведува тука, се развиваат веќе повеќе освен концепцијата. Веќе одделни таму системи, модули, агрегати, но изработно проектирање скицна варијант и се обработува. Што сами правиме, а што ќе предадеме на соработка до? Разработката која е во процес на која ќе помине од разработениот ескизен проект, ние сме во фаза на разработка и ние. Ќе го примиме и по тоа веќе ќе започне повеќе. Детално издание на работни конструкции за документацијата веќе може да се изработува и истото треба да го направат нашите. Снежници исто така да се произведуваат и потоа тоа изработка. Испитувања и паралелно во рамките на овие етапи ние ќе бидеме. Да ги разработиме нашите концепции внимателно и детално, одделно на макетите, на моделите, на компјутерското моделирање. Особено сега ние, веќе започнаа да развиваат симулатор. Од датумот започнаа да го развиваат ова за да се обработат овие динамични прашања за полетување и слетување на имено на компјутерски за нашиот апарат е за сега и. Тоа ќе се создаде, потоа ќе се прецизира аеродинамиката, да се прецизираат масовните инерционални карактеристики силовата инсталација. Сето тоа ќе се исполнува овој симулатор. Ќе биде споглиско. Тоа е како играчка, нели? Таму ќе има прво и педали, и волани, и тоа и екран. Тоа значи дека некој седи и може да управува. Потоа на работи. Може вежбаат ситуации на откажување. Тоа значи откажување таму, па, например, нешто таму. Еден волан откажа. Што доведува до тоа? Па тоа е да се работи почетокот на диригентот затоа што да се доведе до непријатни последици може да настанат ако се исклучи нешто на почетокот. Еве на моделарскиот стенд, а инаку, например, можеби, раскажете за изведувачите можеби. Да, уште зборувавте за изведувачите, сметате. Каде што ќе правиме сами со нашите. Со своите специјалисти таму на својата опрема. Побрзо е да се даде подизведувач ако деловите на разбирањето ми се тешки. Тешко е да се каже во моментов зависностите на оваа фаза, но изработка на некои конечно одделни делови, но например не сите. Мислам дека сите ние не можеме да се справиме со токарно-фрезерските работи. Не ќе се мешам додека не разберам со корпусот на гондолата. Дали ќе се занимаваме сами можеме да предадеме на некого, на подрт, но веројатно пилотажната навигацијска група нам, на веројатно. Поубаво да ја усовршиме силовата инсталација, разбирам дека ние, како да сакаме сами да направиме со своји сили, односно тука. Има специјалисти и ќе се занимаваме со тоа сами, па што? Уште обвивка, додека не е јасно можеби ние ќе.
Ќе се посветиме на изработката на проектирањето, а изработката ќе ја правиме сами. Но во зависност како тука затоа што каков материјал. На крајот ќе избереме како па тоа е. Сварка тока ми висока фреквенција ќе биде, но двете опрема значи. Купувачи на некого ќе се обратиме, односно најверојатно, на пример, железни метални. Делови многу веројатно ќе ги предадеме, но не сите. Страна, а со останато е општа монтажа, сметам дека е тоа. На крајот треба да имаме склопување, упатство, тестирање, па добро. Веројатно можеби ќе привлечеме специјалисти и буси на природно сосна изработка, односно значи еве развој на одделни. Од составните делови можеби ќе ја предадеме и електриката. Да се развива системата за електроснабдување на апаратот, односно за сега. Ние сме тука како специјалисти, но генерално не. Планираме да собираме, но во целина зависи од тоа. Кого уште ќе поканиме како ќе погледнеме на тоа позитивно. Секоја насока, еве ги сите овие оддели, иако. Би требало еден-два луѓе да бидат, па дури иако. Ние го предаваме, на пример, за развој на изработка на страна. Изведувачот со исполнителот тоа кај нас треба да биде. Човекот е подобар од двајцата кои тоа го разбираат. Контролираат, проверуваат затоа што на крајот ние всушност сакаме да се добие квалитетен и добар систем во рок од една или. Друга и од тоа без контрола, за жал, искуство. Покажува само да се дадат пари, да се плати и нема да успее, но сепак на крајот на денот всушност. Значи, гледате, направивме документација. Да, потоа. И така разбирам со своите сили до нешто. Сила ми на тимот изработивме како изгледа тоа. Ни добиваме апарат до првиот приход го извезуваме. Неговото присуство таму бидејќи е. Сертификацијата ја испраќаме, пробуваме да летаме. Па тука е прашањето, мислам дека навистина и со овој апарат. Ке има нешто што оди паралелно, нешто што не е проверено. Значи, смислата, таков, сертификација подлежат само тие апарати, каде што сакаме, за да превезуваме луѓе, туристи. Задолжителна сертификација. Ако сертификацијата не помине, тогаш може да биде експериментален апарат. Тогаш тука потребна сертификацијаното. За експериментите е соодветно, но не. Може извршува авиациски работи. Тоа значи, бидејќи зборуваме дека ова е. Апаратот кај нас не е класичен, во тој аспект што едноставно правиме дирижабел за летове. Говорам дека ова е наш дирижабел демонстратор. Значи можеме да демонстрираме на испитните полигони сами. Без сертификација. Значи можеме се движи. И ако погледнеме што имаме добар варијант, можеби ќе направиме втора верзија примерок на апаратот и него го одведеме во сертификација. Затоа што таму има типови на испитување. Тоа некако треба да се докаже. Безбедноста неговите летови со луѓе. Па, значи, ние, се разбира, секој од овие апарати, започнувајќи, поставиме сите норми соодветни кои се потребни. При развојот под сертификација постојат такви норми. Ова е дирижабел на ниво на нормална категорија на сертификат. До вкупно 9 патнички места, вклучувајќи го и приближно беспилотниот. Ние во оваа категорија поминуваме норми постоја. Можеме и тие се прифатени во Руската Федерација. Можеме да се движиме во оваа насока. Во секој случај треба да им ги задоволиме, а понатаму ќе видиме. И се добива задачата да се лансира првиот демонстратор. Еве го ова. Основната цел е усовршување на технологиите. Тех
или други решенија плюс некаква комерцијализација. Но не само тоа, тој има уште една многу важна цел. Тоа е, да речеме организацијско, односно на него треба да создадеме тим способен да создаде следната работа на кооперација и на следната задача. Треба да се преработиме, например, можеби на некое општо место. Луѓе и така натаму да не биде толку. Колку е потребно за следните апарати, но барем, костијакот треба да биде, тоа е исто така многу важно за луѓето. Кои дојдоа, разбирате, едно е кога човек дизајнира. На хартија и сосема друга работа која ќе го види. Апаратот во воздухот и ќе разбереме нешто таму за тоа што. На хартија може да се пресмета, еве на пример, па јас, ние имавме такво искуство, таму сами потоа собиравме. Еве еден прост пример, некои уреди, на пример, за врткатам 3. Да тој под цврстина поминува се, но некаде негово. Толку е тешко да се постави со клуч, што ти во прави тоа. Грабиш го кршиш, го сечеш, а потоа го вадиш од таму. Тоа е цела работа таму, особено ако е блиску до обвивката, за да не ја повредиш и потоа после тоа да примиш. Решение штом 3 не да се стави некаде во некој, затоа што едноставно може. И поминува низ, лесно се е добро, но е непријатно работи со него. Да, постои опасност да се одсече. Па, или некои други работи, каде што е тешко да се монтира нешто. Тоа значи луѓето треба да осетат. Потоа тие веќе се обучуваат и ќе научат да прават нешто. Човек и го дизајнја. Исто така, важно е, прашања се исто така интересни. Постојано зборувам за тоа што планираат беспилотни апарати не. Знаете се и одговорот. Ако разбирането со кого да се направи беспилотна система, дали овие ќе бидат некои руски компании изведувачи, своји специјалисти кои ќе се занимаваат со развој на софтвер за тоа. Вие зборувате за системата за управување, тоа што е беспилотно. Да, тоа што е беспилотно не е само тоа е. Одна страна мозоци, а од друга страна изведувачи. Некои органи, да. Мозоците се сосема во состојба јас, на пример, можам точно да именувам една компанија која во состојба да изврши таков, воопшто, обемна работа. Друго е што, но опремата тука секако, па веројатно и можеби и секако, веројатно и можеби. Можеби би било подобро да се користи увезано, но ќе видиме. Еве, зборувавте сега имаме. Инженерски центар, да, тоа е прообраз КБ. Ето во тоа потоа ќе го извади КБ. Можете кажете сега е инженерски центар. Представува да и тоа да биде кај себе представува кога. Тоа ќе стане полноценско какви можат да бидат одделите. Задачите пред него стојат, но сега јас ги набројав. Там има, тоа во принцип е прообраз, понатаму тие можат. Разделувајте се, делете се, а каде по повеќе разделувајте се да ново. Во принцип, структурата ќе остане иста. Тоа значи дека треба да постои проектен оддел. Па нашиот оддел за општи видови и обвивки, ега нарековме во авиација, обично има проектен оддел за општи видови. Па додадовме школки, тоа специфика таквиот апарат. Тоа се оние кои развиваат концепцијата на апаратот Нова, следниот, на пример, сега нашиот Нова 2. А понатаму, еве ние го именувавме пресметнотеретскиот оддел. Конечно, со времето то треба да се распадне на. Може 5 оддели, може 4 оддели. Тоа значи треба да има аеродинамика, динамика.
оптови, прочистувачи кои се занимаваат со воздушногазната система. Тоа значи тоа се аеростатика пресметки термофизички. Пресметки ги има доволно многу. Различни пресметки и кои ќе има многу конструкции. Особено прочнив сав тех же одамна да. Соответствено за да ги задоволи сите потреби на конструкторите и тука. И овие сите пресметки треба да бидат спроведени. И како да се користи таквото зборче сега валидирани за да ако добиеме сертификат за типот. Таму исто така прво треба типен сертификат. Не добива апарат, не авион, туку например сертификат за тип. На конструктивната документација. А конструктивната документација треба да се потврди страна, односно искуствениот примерок, односно летачкиот дирижабл. Тој е направен според оваа документација. Ги исполнува тие барања што се потребни. Значи дека самата документот е точна. Тој го потврдува тоа со експеримент со летови. И покрај тоа, сето тоа треба да биде потврдено. Днес може да се провери. Во лето таму е јасно дека некои. Вештите треба проверуваат стендови. Па, например, таму некои обсези, температури, обсези на уште нешто. Ние нема да бидеме во дирижаблот, да се стави во барокамера или во термокамера. Па, тоа не е потребно. А одделни најподложни на ова. Ке се ставаат и тестираат делови и компоненти. Соодветно, ке биде и пресметаното теоретско. Образложението треба за тоа. Покрај тоа, одделот за конструкција на агрегати. Треба да се прошири конструктивниот дел. Во зависност од тоа што ќе правиме. Веројатно, не можеме сите сами да развиваме. Ке развиваме сами нешто предадеме. Соизведувачки вклучувајќи и не само изработка, туку и развој. И тогаш оваа дел ќе премине кај нив. Покрај тоа, па агрегатите, па тоа е од истата серија. Па што има таму? Бордската опрема, па истото. Далеку нес вреди да го развиваме. Можеме да земеме од некого, но готовиот пилотажен. Радиосузно опремувањето ќе биде готово, се. Ќе развиваме радиостаници сами, а пилотажното опрема во секој. Случајот треба да биде адаптиран за конкретниот апарат. Под дирижаблите наши, со нашите карактеристики, значи тоа е некој ние самите, а многу. Веројатно ќе им го предадеме на смешници. Па одделот за земно опремување е тука. Повеќето, па некој. Специјалните работи веројатно ние сами или ќе ги предадеме. Но е можно дека тука ќе дадеме речисис. Единственото што им е потребно е за да ги издадат техничките задачи на соизведувачите. Затоа што тука ќе има многуво, главно купено, а останатото ќе бара развој. Техничката документација, сертификацијата кај нас. Ова е нашата документација, упатство, разни пасоши, тоа е наше, јасно. Тие треба да ни обезбедат, а за нас никој не се грижи за сертификацијата. Таа нема да направи, можат да се појават уште некои оддели. Во принцип, еве да речеме структурата е приближно така, инаку ќе ја разгледам. Луѓето активно поставуваат прашања во врска со сертификатот. Што да прашувам тука ако се потребни некакви тестови за безбедност? Дали постојат некои државни стандарди за тоа што? Значи, тестовите за безбедноста не ги разбира многу воопшто. Сертификација, ако зборуваме за сертификат тип, тоа е С. Направено на обезбедување безбедност, тоа е воведено и соодветно постои. Нормите се прифатени, може да се најдат на веб страницата во. Особено во Росавијација, например, може би да влезете и да погледнете. И таму е изложен овој документ кој беше прифатен во свое време во целосност авиациониот регистар на МАК во 96-та година во
Аналогии со американските норми, а уште и дизајн критериумите на американците. ФА кои се прифатени, тоа значи дека неавиациски правила многу блиски. Тоа значи дека таму има барања по 1000. Во врска со сите основни, неосновни, воопшто за сите конструкции како да се напише упатство, како не знам што има таму, со сите агрегати. Довод на воздух, сигурносни вентили, енергетска единица, батерии, потоа. Има засе што само може да биде утврдено. Само таму има. Барање за сите, ние сме гледачи. Додека му поставувам прашање на Борис Александрович, вие го правите, можете ни поставувате прашање. Своите прашања на YouTube можете смело да ги поставите на вконтакте. Прашање ќе пишувам, прашањата ќе ги читам, само не заборавајте за тоа се исто така лајкови и репости, во принцип тука е се. Како обично, можеби воопшто вие самите како сте можеби задоволни. Со минатите истражувања и развој ги постигнавме оние задачи што ќе ги кажеме. Внатрешно може да биде пред себе поставен ова прво интерес. Само приближно е јасно дека во принцип може би се посакувало. Ке веќе повеќе напредувате, но од друга страна, ако не продолжите. Многу итно не бегајте за тоа што било какво во оваа фаза. Неправилно донесеното решение може да доведе до тоа дека ни его во целина ќе мора да се исправи, а тоа веќе е понапредно обработено. Јас веќе не зборувам за железото, тоа се само рокови, пари. За сега е подобро, па да речеме така, малку подобро. Да се опремат за поход планините. Ој, добро. Не да бега со скршена глава, а потоа да размислуваш за ногата. Одмрзнување нешто друго и повторно враќање или таму ампутација. Ке мора да се облекуваме, односно додека сме тука, да речеме. Па, малку стартувавме, но се уште не сме целосно подготвени да продолжиме со следните чекори. Низок старт, но не доби целосна брзина, то е. Ние за сега како да собираеме сили и еве. Кога ние веројатно на крајот на месецот веќе ќе бидеме. Помалку големо веќе стартуваме многу активно, па да, сега е таква ситуација. Првиот чекор е најважен, изгледа успешно го направивме. Направивме така што воопшто можете да го наблюдувате тоа. Еве едно од прашањата е каква форма ќе има дирижаблот. Да изгледа стандардно, да не кажеме подоцна на стандардно, така ние. Планираме да направиме апарат блиску до овие норми за кои се стремиме да постигнеме. Говорев дека овој апарат треба да биде блиску до статичкото урамнотежување. Апаратот секогаш ќе биде многу тежок. Тоа е важно, например, за таков мал. Апаратот и беспилотниот варијант едноставно можеме да не го имаме. Не посадит потребни се луѓе за да варат, односно тој треба да се премине живеалиште во текот на фаза на летот при слетувањето. Вклучувајќи го и обликот, воопшто да го наречеме тоа. Сигароблик, класичен облик, таму може да има малку хитро оперението. Ќе разгледаме и прашањето за новите технологии. Ќе се имплементираат или првиот апарат ќе биде да речеме класичен. Максимално нема да има ништо супер ново експериментално таму. Па, во принцип, многу раскажав што значи. Нови технологии што ќе биде чинија нема да биде. Што е тоа? Формата нема да биде класична, исто така нема да биде С. Нема смисла да се прави на малку, па што уште. Тежок корпус нема да има, бидејќи тоа што и не. Ќе полета на се. Се определува и со малата големина. Затоа ние сакаме тој да не. Просто некои технологии се усовршуваа, но за да биде тоа.
Беше потенцијално комерцијално успешен проект. А ако во него се вложи така, дека ќе подигне само 50 килограми. Удоволството на пилотот и сето тоа некако изгледа бесмислено. Неинтересно така по прашањата и дополнително помош во сертификацијата и исто така на добивањето во процесот на и поддршка заедно со. Разрешенијата можат да бидат на подизведувач, контролата е тука. За главното предпријатие тука не ќе успее. Можеби, например, секако, например. Навистина помош е навистина потребна, но разбирате, сертификационите органи ќе бидат. Да работат со развивачите. Да, можеби ќе им биде и можеби привлечено и. Може да се привлечат експерти, можат да направат нешто тие. Можат, но на крај документите треба да излегуваат од тоа. Кој сака да добие сертификат? А дали има странски аналози? Имаат потребните карактеристики на дирижабла. Јас така разбирам првиот не. Мислам дека навистина нема, така што и за изведувачите исто така. Дали ќе бидат руски изведувачи или странски, па за сега руски. Во принцип, ние ги разгледуваме сите што значи изведувач ако. Тоа се развивачи на нешто, но нам е тешко да излеземе на странските пазари ако. Тоа се всушност добавувачи на некои готови производи кои, например, иако ќе треба да се доработат за нас. То сосема да, тоа ќе бидат и странски. Па тука беа и кинеските други и други различни видови и варијанти. Прашањето за материјалите на обвивката е познато веќе неколку години. Материјалите ќе ги прави конкретно кај нас сега ниево. Процесот на барање кој може да ни развие. Приближно е јасно што е тоа. Па, тоа ќе биде ткајнина, фолиен материјал во состав. Сега гледаме најверојатно полиуретански фолии, основа е тоа, но ако поедноставно, тоа е или капрон или лапса, тоа е силова. Делоди филмови од двете страни најмалку минимум. Од двете страни може да има и повеќе фолија, тоа ќе биде повеќе. Најмногу се уретан ти дозволуваат да готвиш со струи само ова е ин. Чех сварка, но сега разгледуваме и други можни опции. Иако ни одговараат и вклучително ну. По продуктивност по современите затоа што постојат материјали кои само се законуваат, но според моето мислење не би го користел. Па што е ова 20, тоа е минатиот век, но тука е комплицирано. Може да се обезбеди, но е тешко да се обезбеди квалитетот на лепливиот шаф. Конечно, првите апарати беа лепливи, но тоа е како да. Па, тоа не е промах, но, например, дури ни индустријска. Ова е рачна работа, сакам да се откажам од рачната работа. Размазаните лепила ги мачкав јас во 90-те години, затоа што се занимавав со тоа. Не е пријатното занимање, работата не е во тоа. Што е непријатно, тоа треба да се стремиме кон автоматизирано производство. Затоа треба да се користат современи методи на спојување на материјали, односно тоа е заварување или топлинска или ултразвучна, но најверојатно во струја на висока фреквенција. Додека сме во процес на барање. Воопшто, сега се достапни некои. Планира ли да се користат странски материјали или руски? Достап. Па, природно, не американски. Нажалост, тие се под санкции. Веројатно, но кинеските се достапни. Па можеби, тука веднаш. Материјал, тоа е композитен материјал. Затоа одделни негови компоненти, основата може. Може и кај други да се купуваат филмови исто така. Може да се напише кај нас имаме во. Опремата на Руската Федерација која овозможува генерално да се собере.
Овој колач во една целина, пријатели, например, ако нешто. Јас ги читам прашањата од ВКонтакте транслација на YouTube каналот Дирижабли новото поколение. Да ги разгледаме прашањата на каналот Solar Group, одите таму. Пишете, прашајте. Две прашање од ВКонтакте. А може ли Nova 2 да стане прообраз? Јахти со носивост од 2 тони. Не може, затоа што не постои што значи за начин. Како прв чекор за да создадам јас по. 2 тони треба прво да се направат, може би и не само 2. Може и 10 и 20 тони ние зборуваме за. Во следниот, па еве, Nova 2 може да подигне тоа, што може да подигне до 2000 кубни метри дури. Тоа е газ, ако се смета, приближно 1 куб подига 1 килограм, тоест вкупно приближно 2 тони или можеби. Тоа вклучува конструкција, тоа вклучува. Гориво не вклучувајќи, ние горивото го изнесуваме. За скобки планираме да биде пренатрупано. Но тоа е и баласт, бидејќи сме согласни со тоа. Нормално, но ако зборуваме за пилотирани апарати, тогаш ние треба да носат балла како планираме. Ние полетуваме со гориво, пренатежени со масата на горивото, која се планира да се произведе и плюс уште малку. Тоа значи летаме, правиме гориво, апаратот се олеснува. Во некој момент решивме да седнеме таму. Па, горивото е произведено освен остатокот. Резервата таму 70% треба да биде навигацијски резерв. И ние седнуваме и во овој момент на слетување. Аз таму одамна да има перетежеление, таму на 20-30 килограм за да слета и да се приземли на земјата мирно. Не го ловите како што беа старите дирижабли таму. Нивната точка на премин преку неутрална пловечка способност беше општаво. Процесот на летот и апаратот веќе може да слета со намалена тежина. Тоа значи продолжил произведува гориво. Сплатливо, може да се земе повеќе гориво, лети понатаму. Но потоа тој седнуваше. Травеше маневар како. Би се притиснал кон земјата центрифуга сила. И тој момент требаше да биде фатен од луѓето. Ако не го уловеле јасно, тој е пренатежен, тој едноставно се искачува нагоре. Ако таму некој при тоа се држеше и не ги остави останатите. Тоа лети и потоа паѓа и се разбива такви. Случаите во 30-тите години, тој може конечно 2 пати да се слета, но за слетување, односно тој како би слетал со малку динамика, но ние не сакаме да ги повторуваме овие работи, тоа не е. Интересни се таквите опции за слетување, затоа е тоа што се случува. Ке слета на безбедно и сигурно населено место, но при тоа во процесот. Нормите за полет бараат тој во секој момент ако отказале мотори, силовата инсталација откажала, тој треба да премине и да се уравновеси. И да премине во аеростатски лет, едноставно да лета, и полека испуштајќи во гасот да слета таму каде што пилотот ки избере. Тоа е како воздушен балон и слободен раст, и за тоа треба да се има залиха на баласт. Па затоа што ако има пренатрупување на горивото таму, 100 килограми вишка тежина треба да се ослободат, има 2 варијанта, или да се исфрли горивото, што не е секогаш така. Добро е да се лее на луѓето, но во принцип е прифатливо и авариска ситуација или барем дел од фрла гориво дел. Например, но најмалку на тоа што у нас зборуваме 20-30 килограми јас, рече 40 до слетувањето дел треба да биде. Некој баласт инаку многу интересно тоа може да биде зиме. Например, така наречената водноалкохолна мешавина или раствор, па како да ја наречеме? Не мешавина, а ова е водноалкохолна течност со 40% например, можеби. Градусност, па значи ние сме дирижабл на 30.
Просто е лесно и удобно да се прелива водка, но тоа најчесто навистина гарантира дека таму. Некде до -40, но ако е многу студено, да се лета. Значи посилно така следното прашање како сметате ќе биде дополнително објаснување за тоа како ова прашање може да влијае на иднината. Дали има можност за купување на овој нова два апарат? И ако биде, дали е тешко? Биде во приватна организација да го одржува? Па, не знам во приватно. Редослед во зависност каков ќе направим. Па да, па како апарат, како хеликоптер, авион. Таму треба да се одржува енергетската инсталација, некаков, па тоа е тоа. Секако, потребно е некое образование, вештина мора да постои природно, не зборувам. Некој аеростатички, да, дирижаблен. Освен тоа, освен с друго, ова е авиација, ова е летало. Во апаратот има различна авиациона опрема која бара соодветна обука. Луѓе кои ќе го одржуваат, но ние би биле многу. Хотелеа да се продаваат овие апарати, значи можеби ќе има обука. Или ние зборувавме за училиштето, да. Дано веднаш прашува не за пилотите, туку и за пилотите. Треба да добијат сведоштво за тоа како што не може да биде секој. Човек може да земе да полета со хеликоптер, не е сигурно. Може да полета, но само еднаш до еден. Тоа е горчливо и чудо, нешто не ќе седне сигурно. Инаку, кога бевме на претходни дирижабл, летавме, земавме интервју, пилотите раскажуваше како. Многу дојде авиацијата, има овој видеозапис преведен. Ке ви испратам, само вчера го видов. И гледачите ќе видат таму за вас 10 минути. Раскажува своја приказна како управува со. Често проектот се прашува дали е како човек пилот. Да се преобучите на дирижабло, тоа е доволно лесно, тогаш вам. Да, не, мислам дека нема проблем да се преобучам. Затоа што знаете, имав искуство, па. Првите, па да, пилотите испитувачи, ако им е дозволено, не се сеќавам веќе. Ако ја помине оваа процедура, тогаш седи и лети пилот испитувач. Кој до сега, па секако се запознава, гледа. Разбира, но во принцип е многу слична. Па, дури и луѓето кои летале. Па, дури и оние кои се само пилоти, при тоа доаѓа и со хеликоптери и со авиони. Да, малку поразлично извршува слетувањето, но, во принцип, другите летале. Добив дозвола, ги покажува. Во целина, всушност, тоа не представува сложеност. Каква е концепцијата на дирижаблите, нова и пошто ќе се разликуваат? Претходно создадени воздушни бродови, добро го разбирам говорот. За нашите дирижабли на што нашите брегови, но сега. Сакам да зборувам за оваа глобална прашањена. Многу часови и тука е комплицирано, но пошто ќе се разликува. Но барем ние во рамките како. Овде поставуваме како да се премине на, да речеме, беспилотната варијанта. Да, затоа што судејки пос, целата авиација се движи. Беспилотен и всушност сакаме да преминеме на беспилотна опција. Ако зборуваме за транспортните дирижабли, веројатно ќе се разликуваат по геометрија, но кај нив не е невозможно да се создаде ни еден не само летачки апарат, туку и дирижабл. И воопшто ни еден автомобил не е еден агрегат кој би ги задоволил сите спектри на задачи, например, автомобилот постои. Там има тркачки автомобил, има автомобил од бизнис класа, има автобус. Там и слава и слично на тоа. Не може да се обедини истото во било кое таму да. Таму авионите од бизнис класа. Мали, спортски, воени, тие имаат други задачи. И големи товарно-патнички авиони. Исто така и во дирижаблот.
Зависи од задачите што ги решава апаратот. Тоа значи товарниот дирижабел треба да биде различен. Кога размислувам за прашањата што ги добивам на YouTube, секогаш се трудам да ги разгледам од различни агли и да ги анализирам детално. Ова ми помага да дадам. Моделирањето, проектирањето се во специјална. Компјутерската програма ова е неразбирливо ќе бидете сите. Нека не се црта сега на хартија, веќе никој. Не чек и најди луѓе кои можат да цртаат. На хартија во институтите не учат. Тоа е многу комплицирано. Тоа значи да ке биде. Да се прави во основа, најчесто и на компјутерите. Прашањето е во која средина тоа, уште ние сега дискутираме. Тука има одредени нијанси поврзани. Тековната ситуација во Русија, па тоа. Сега, генерално, гледаме и работиме на различни работи. Така, ако има специјални програми за проектирање токму на дирижаблите. Па, и јас не знам такви, секој ги развивал овие. Програми, не проекти, проектни програми, но еве. За својот живот развив стотици програми. Малите сладки кои решаваат таа или онаа задача на походот. Там, например, свој собствени, там кај некој друг. 3-3 ако зборуваме за конструкторите, тие работат. Нова инкси таму или во автокад или. Во Русија таму во компасот тоа е како да. Конструкторите, секако, имаат и програми за пресметки, аеродинамиката исто така е можно. Во Ахленду да се смета таму или во другите програми па така. За секоја конкретна задача постојат развиени пакети на програми, но тие се толку општи што е неопходно да. Многу од нив да се адаптираат на дирижабуските потреби, да речеме така. Вот аеродинамиката во облик на дирижабел, односно таму па. Тука нема да навлегувам. Например, таму има различни модели. И така натаму и слично и треба како. Зошто повторно го кажувам ова странско слово валидирање? Програмата, односно да се пресмета нешто познато, нешто да се спореди со. Резултатите да се види дека функционира правилно и тогаш може. Да се примени на нашата форма, прашуваат за серверите, ако ќе бидат на нашата форма, прашуваат за серверите, ако ќе бидат. Ќе се користат сервери за работа, така што некаков ќе биде. Има ли некаква безбедносна система за да не дојде до индустријска шпионажа? Конечно ќе има и ќе има сервери, но кај нас специјално. Прифатен е на работа човекот кој треба да се занимава со тоа за да. За ништо не истече да, в стручност, да така идем. Тип дирижабел, цврста конструкција или полутврд. Мека конструкција е мека, например затоа што е мала да така. Транспортот на товарите ќе биде составен со цената на товарните авиопревози или нешто помеѓу автомобил и железничка пруга, но тоа е. Каква на овој апарат или во иднината ние? Сакам да биде поевтино, а на оваа машина. Таа ќе биде поскапа затоа што е експериментален примерок. Кога ќе ја средиме, ќе видиме. Тешко е да се каже, но не е ефтина. Ќе биде точно, но од друга страна, ако е потребно. Нешто некаде да однесе, па веројатно е поевтино од хеликоптер, мислам. Ќе биде, па да, процесот е јасен дека ќе се надпреварува. Со автомобилски или железнички мали апарати во принцип не. Но тем повеќе затоа што иако во суштина дури првиот апарат Федор минатиот вебин го именуваше примерните вредности колку може да чини изработката. Сепак сите се изненадени што тоа е доволно ниско. Цената зашто луѓето да. Дирижаблот чини милиарди, но малиот апарат не. Може милиарда,
Прашувам колку има таму 10-15 милиони. Доларот зошто некако луѓето имаат вакви бројки во главата, но тоа повеќе се однесува на продажната цена, тие се подпираат. Да разбирливо е дека првиот апарат, цената на првиот апарат работа. Даже не самата апаратура, туку работата е во тоа што тоа му припаѓа на соодветно испитување, обемот да се спроведе. Ова уште вреди. Тоа значи, па еве и потоа до крајот. Па, за овој апарат ние воопшто. Сакам да го испробам во различни улоги. Тоа значи ова. Има еден апарат кај нас. Па значи сакаме да биде пилотирано беспилотно со седишта. Без столче. Јас всушност се уште не спомнав една, но доволно. Интересна сфера која јас лично ја сметам за многу побарана. Токму овој апарат е летовите со реклама, пришто со светлосна реклама. Рекламата, односно должината на овој апарат ќе биде доволно голема. Таму 30 метри повеќе и воопшто таков апаратна. На кој екранот на кој пишува нешто, например Титан вечер или во сумракот и таму сјае, тоа е секако јас. Мислам дека ќе биде убаво. Всушност имам идеја да се обидам да продадам реклама. На првиот дирижабел уште не постои тој начин. Да го купите по себестојност, како што велите за рекламата за тоа како да се продаваат дирижабли во Тајланд. И таму целосно беше обклеен со секој вид реклама. Да, но ако се направи така што ќе може да се направи и да се менува, но до компјутерскиот тип, односно 10 минути, како што на пример на стадион Атака болниот надпревар оди различно. Рекламирање тука сме таму 10 минути еден 10 пријател трето. Кој повеќе ќе плати за што, тоа конечно ќе биде за мене. Изгледа особено на некои настани, на пример, кога тоа треба да биде па. Да тука проблемите во Москва со летовите ќе бидат решени порано. Летале во 90-тите години минатиот век, сега проблемот ќе биде но. Има и други градови каде што може, покрај него јас. Мислам дека ќе може да се лета, тоа веќе ќе го видат милиони луѓе. на фестивали на некој. Знам дека сега има фестивал. Популарен лето, таму собирал многу луѓе. Прилетал и на него, например, нешто да например другија города. Милионници, например, исто така таму не на Новгород покрај Волга такви. Летајно рекламирањето пред рекламирањето е дефинитивно едно од првите. И очигледно таквите употреби потоа веројатно вклучуваат туризам во целина. Плюс обработка следното. Колку ќе биде на таков? Малечкиот апарат е побаруван. Или може би таму испораката. Тоа треба да се види, например. Додека ми е тешко, но можам да кажам како човек. Кој се возел на дирижаблите, а со тоа тој како да е помалку. Да, така разбирам, тоа е повеќе од тоа, што ќе правиме, но тука всушност нема разлика. Да ја представам како што слетуваш во него. Влегуваш, тој вертикално се искачува. Можам да кажам, јас. Уверен повеќе, дека речи си сите луѓе летале на дирижабла Цепелин. Или таму летале на американските дирижабли, тие не плаќаат за преглед на околината од озгора, тие плаќаат за самиот лет со дирижабл. Одговорно да. Токму за тоа. Несигурен тие таму се втори трети. Распридут може да донесе своји деца познаници. Но само за да кажам на вистина и на себе и на другите. Што летав чувствував дека е тоа чувство, токму заради тоа. Тие ќе дојдат да ни помогнат едноставно и кога ти сам. Тоа го чувствуваш, сваќаш дека дирижаблите не се. Там не нештото сказочно, да нештото магическо тоа. Просто обичен летачки апарат слета влезе во него. Ти се залетал, те донел, излегол, си размислуваш таму. Не може да се пушти лет 2 ден, декларацијата беше кај мене. Меѓу градовите ми се чини дека е очигледна работа. Како автобус и сосема очигледна работа.
но нека не бидеме. Сега е време да се зборува оние разбираат камења. Да, но може да слета каде било, ке измислам, влегов, ристигнав. Таму во Москва многу удобно извештаите за Москва. Така понатаму значи за прашањата постојано тоа го прашуваат веројатно директно. Популарните прашања, првото прашање таму точно, ли дирижабли негорд современи до вториот прашање во врска со ветер, што е поврзано со лошото време. И така натаму, еве како се решава управувањето со дирижаблот кога. Голем ветер на брз ветер и уште човек прашува ако. Некој може би видеа кои покажуваат дека тој бил таму голем. Ветерот и дирижаблот го задржаа својот курс, знаете, но тоа е воопшто. Многу едноставно, еве за да направите. Разбирате дирижабел. Лети тој не против ветерот, лети во текот. Ветерот му воопшто не му е важно, но само ако се работи за некој. Мали вихри, но тие се локални, но такви на висина практично. Не, затоа прашањето не е во тоа што тој се управува. Внатре во ветерот. Прашањето е за неговата брзина внатре во ова. Ветерот беше повисок од брзината на ветерот. Достаточно суествено предвидуваме за овој апарат брзина од 120 км на час крстосувачка, така што 90 односно но. Тој е тоа 90 км, тоа е 25 метри во секунда, па прашајте ги луѓето дали некој во живот 25 метри во секунда многу луѓе воопшто се сретнале на улиците, не слушнале за тоа, а се сретнале сами кај нас. Затоа, а 120 е 110 некаде, па колку се тоа метри? Во секунда, 120 не е важно 120 на брзини. 120 е да и при 25 луѓе внесува. Значи, луѓето не излегуваат улица. Излегуваат зошто зборуваат за тоа. Тоа значи, ако летаме, ветерот е таму, 15 метри во секунда. Или дури 30 метри. Еве, имаме разлика. Ние летаеме таму каде што треба. Да, ако летаме против ветерот, летаме подолго, но тоа е неприродно. Летаме ветерот, летаме побрзо. Значи, тука нема прашање. Ветерот е поопасен при стоење на земјата. Еве во тука и турбуленцијата. Тој се појавува блиску до земјата. И воопшто таму можат да бидат многу силни ветрови, но е она што сакаме да го совршиме, но е паркинг на јарбало. Нормите бараат до 35 метри. Ако долго стоиш, 35 метри се сосема доволни. Тоа значи дека тука не гледам никакви полетување слетување. Но не знам хеликоптер оди 25 метри во секунда. Седат и во авиацијата. Постојат летала кои летаат 100 години. При тоа, сите имаат ограничувања и бродовите не се прилагодуваат на бура, туку се повлекуваат или се кријат во заливи. Некој инаку ќе ги фрли на брег, например, целата оваа стихија. Со неа треба да се однесуваме со почит, воопшто, ако така размислуваме. Елементите се елементи таму јадење. Овие прашања ги даваат неговиот нова хеликоптер. Не ке се сдуе и ако има ураган дизел брод. Не потонат ако тоа не е тоалет, ако е бура. На некој начин не е затворен на земјата, воздухот е, тоа е конечно на некој начин. Овие авиони имаат голема брзина. Па еве, сега дронови. Многу се користи на секаде. Дрон, тој при силни ветрови не лета многу добро. Тој се превртува, тогаш му е тоа значи во принцип дирижабл тој во воздухот. Тој во овој контекст е побезбеден. Во воздухот. Како брод во море нели. Излегува бура море, таму проблеми. Па како да биде со бродовите на границата? Наоѓа се временска водка потонала под вода и воопшто мирно така.
А еве конечно, тука е границата помеѓу воздухот и земјата. Да, тука натаму луѓе нема. На крајот на краиштата нема да биде. Колку години, според вашето мислење, можеби ќе поминат на вашето мислење за да се реализира? Да се подигне воздухот со дирижабли со товарен капацитет од 300 тони воопшто ако. Аз сум свесен за таква амбициозна цел и знам дека за многу години, можеби дури и децении, ќе биде потребно да се постигне оваа цел од 300 тони, но тоа не е невозможно. Па целта може да се изјави, но засега таа цел е многу далечна. Треба да се подигне помалку засега, па дури и во рамките на нашето. Во проектот нема таква задача зиме таков дирижабло. Да разберете, не мислам дека тоа воопшто е економски исплатливо. Често давам пример со најголемите авиони кога можеби најчесто колку. Таквите апарати воопшто треба да бидат со товарен капацитет од 300 тони. Тие треба да бидат максимум 5 во големина во светот до. И тој нема да се окупи сам. Не се окупира. Тоа значи треба малку. Тоа значи, ако утре се појави Товеш, веројатно тој сам би се многу добро измил. Но за неговото изградба треба да се вложат такви пари. Огромни и такви сили и толку долго него. Да се гради бидејќи многу сериозен период. И за да се исплати, ако оваа држава одлучи. Ке се појават некои задачи кои на друг начин не може да се реши. Па значи тој треба да се појави, а тој треба. Не само да се појави, туку и да се изјави за себе и за да биде вклучен во логистичките синџири. А да е потребно. Тоа е кога таму се прават некои реактори кои се прилагодуваат ако на местото каде што се користи таму брика треба да се изгради за неа. Ако се пренесува по делови, но однапред, например, предпријатие кое гради некој или некој. Други хемиски реактори, нуклеарни реактори, атомски станици или некои други огромни конструкции, но нив. Синџир логистика поставува на друг начин. Тоа значи дека нема да ставаат залог под апаратот, што се гради објект кој чини милиарди, ако десетици. Милиарди долари и никој нема да вложи во логистичкиот синџир. Апаратот кој што се уште не постои, односно се добива дека тие финансираат. Не ќе бидат, но некој мора да го финансира, потоа да чека. Да чекам да видиме кога ќе се применува, не знам. Не е многу тешко. Мислам дека тука веројатно 60. Тоните имаат навистина добар и значителен товарен капацитет, што ги прави многу корисни за транспорт на различни видови стоки и материјали, кои по идеја треба да се стремиме затоа што се. Ако носиш 60 тони, носиш било. Дека сите товарни превози сега се стандартизирани на 60, па максимум. 60 тони прашуваат за L-Link, каков ќе биде првиот L-Link на луѓето, што мислат тие. И кој апарат L-Link не. Ќе биде, не ни е потребен, ќе ја најдеме нашата, бидејќи планираме дека поминуваме под било кој. Ние ќе ги најдеме постојните таму и ќе ги спроведуваме специјално. Но барем така разбрав, а понатаму веќе. Во зависност од понатаму ќе се определиме, се надевам, па не. Тоа што најблиските, нове ќе трае кратко време е следните така. Каква ќе биде и веќе таму ќе биде соодветно ќе бидат разбирливи. Габарит и ќе треба да биде тогаш најверојатно ако не. Ќе најдеме некаде таква мера тој гради, но веројатно треба. Да се гради, но не сега таква задача, го изградив. И ќе стои празен зошто воопшто за. Следниот апарат веќе ќе биде потребен, мислам дека да, така. Гледам на прашањата, така што проектот одговори, сега имаме уште.
Има втор канал на YouTube. Сега таму исто така ќе во погледнам текстот. Кор изработува картонска ткајнина, не знам, веројатно за и други слични материјали и можеби. Вастоа беше кратка ткајнина за кортови и можеби веројатно ткајнина. За корта, но таа не е гасовита најверојатно со. Материјалот, кој не е гелот, има способност да задржи воздух и често се користи во различни апликации поради оваа карактеристика. Сите контакти, помош за некои податоци, многу добро ни помагате. Ке се испраќаат, дополнително ке се прават конструкции, обвивка, перија и каркас и дополнително. Делумно за тоа веќе разговаравме или од ткајнини на фолиите. Материјалите, односно ткајнините пленочни, се обвивка на каркасата. Значи каркасот или можеби, например, најверојатно ќе биде композитен некаков. Композитни материјали делумно од алуминиумски легури, како и други материјали. Обично некои елементи од алуминиум веројатно се најоптоварени, потпора челик. Ке биде. Па, како е ова перо на даденото, апаратот ќе биде едноставен, ќе биде некоја цврста конструкција, обвивена со ткајнина. Како со некоја огвивка. Тоа значи, ќе се обидуваме да го направиме како може полесно да се подигне колку што е можно повеќе. Си е поврзано. За тоа зборуваа, но сепак дали го користите. А поинакво прашање веројатно не за изведувачите. Дали користите искуство од странските земји и ако некое? Соработка со него искуство тешко е да се каже како е тоа искуство. Искуството е, но ако искуството вели дека ние проучуваме, читаме, гледаме што прават другите во овој смисол конечно, како без тоа, природно гледаме. И не само на дирижаблите гледам какви се моите силни инсталации. Таму има што да се искористи, но и дирижабл воопшто. Во воздухопловната техника гледаме што другите создале и анализираме тоа. Што го сметаме за целисходно, најверојатно ќе го користиме и најдоброто. Таму имаше прашање со специјалистите со неково. Па ако седум некакво соработка во целина, тогаш користете. Искуството и нас, па како што е со рак. Работите ли веќе со некого или не? Не работиме така во однос на користењето на дирижабли во различни ситуации и контексти и како тоа влијае на нашите операции и стратегии. Русија, како што мислите, во кои области за Русија? Тоа е најпривлечно. Говоревте за рекламата, јасно, за туризам има нешто. Има и испорака на товари на север далечен исток. Еве можеби веројатно. Можеби за некои специфични научни цели и истражувања. Дали ова е некое наблюдување на посевите или за нешто друго? Па, всушност, како да е наблюдување. Реклама, туризам, па и транспортни превози, еве три аспекти. Каде кој апарат е најпотребен, например, сега е тешко да се каже. Мене, но за сега зборуваме за мал апарат. Разбирливо е дека ова е реклама, па веројатно. Некој туризам, а еве и превоз на товари, не знам, ќе видиме. Беспилотната верзија може да биде интересна. Да видиме, еве го последниот прашање. Од оно што за сега го гледам како вие, мислите на кои главни технички тешкоти и предизвици ќе се соочи тимот? При развојот на првиот апарат, сериозно прашање е винтот. Тоа е силовата инсталација на моторот на винтот, односно сакаме, за да имаме, но винтовите да се свртуваат и тука има. Некои сега прашања поради кратките рокови не се принципијални. Сето тоа е решливо, но генерално сакаме да биде тоа. Оваа година не успеавме да направиме С.
од готови делови од готови делови, но ќе мора да се развива одделно, например, можеби треба да се најде добар мотор и моторот, за жал, не е секој странски мотор. Во сегашната ситуација можеме да добиеме во користењето. Па, веројатно, тоа сепак е материјал за обвивка, иако тука нема посебни проблеми, но тоа би сакале можеби да го погледнеме од Русија. Па, еве со Русија тука, може има некој проблем. Па, така, енергетската инсталација е тоа. И еден ја сакаме еве како говорев, дека тоа е да се погледне земната. Да речеме, околоземна земна експлоатација со минимално, не. Класичната, не сакам сега да зборувам за деталите, а воопшто, па како да кажам. Со минимално или со состав на земскиот тим, или сосема без неа автоматско слетување. Тоа значи дека овие се аспектите кои. Не е тоа што тука има проблеми, туку тоа е. Треба истражува, треба гледа. Како реално ќе се случи. Ова ќе биде чекорот нова. Разговарале за технологиите, а од друга страна како би требало да се погледне тоа. Па со беспилотниот апарат не ќе бидам. Сега да зборуваме таму, тоа е општа система за управување лет. И така натаму полет слетување истото. Во основа, беспилотните апарати се брзи. Јас учествував во нивната разработка, но такво нешто. На тоа ниво знам дека нова во Русија точно немаше такво нешто, иако можеби во некои други земји постоеше нешто слично. 2000 кубни мали да и еве уште едно прашање. Например, можеби. Достаточно интересен, а можеби дирижабл со нуклеарна енергетска инсталација. Не он нашел наш се можно. Во Советскиот сојуз се разведуваше самолес со нуклеарна инсталација. Јас, колку што разбирам, постојат меѓународни конвенции кои тоа го забрануваат. Па зошта? Еве прашањето. Затоа што ако тој падне, колку јас разбирам, таму треба да има заштита. Многу тежи, реактор тежи малку. Па, во однос на малку, така, ама заштитата која што му е таму, тоа не е. Знам колку мене тоа е многу. Без ова не може лета. Па, зошто ни е тоа над главата? Па, тоа не е баш бомба, но зошто да ја загадуваме територијата? Таа и така луѓето ја загадуваат на милион начини. Зборувам. Зелената технологија, а тука ќе бидеме над нас уште. Ке се увезува, сите ќе се разбегуваат, но тоа ми изгледа. Тогаш подобро е кога ќе го изнајдат овој, како се вика, термодрен. Реакцијата во смисла на синтезот ќе може од термодрен ладен синтез да, веројатно тогаш. Може да се користи сега, зошто да се носи над главата, тогаш веќе. Сончевите панели до корпусот и не, туку сончевите панели. На нашите височини гледавте колку сончеви денови има во Москва. Зашто таму неколку месеци да се соберат, односно 12 новат? Месецот ке лета, а 10 ке стои. Кому му е интересен тоа? Ако се на височини каде што се над облаците, па веројатно да или во Африка, но веројатно во Израел, во Африка, каде уште. Таму каде што арапските земји имаат сончеви појаси, веројатно е исплатливо. А кај нас тоа мислам дека е генерално. А потоа знаете дека сето тоа е добро, но во моментов технологиите на соларните панели и воопшто. Емулаторите значително заостануваат по енергетските можности во однос на бензинот засега, например, значително во моментов.
Уште не сме ни приближени, како да се приближиме, веројатно ќе биде поисплатливо. Летати на акумулатор, но, на пример, за сега разликата е многу голема, иако во моментов е значително голема. Прашањата на Борис лисано одговоривме тие може. Негде се појавува кај нас, веќе се приближува нешто што паѓа до принципот. Може да завршим, може би сакате да додадете уште нештос. Сите ви благодарам за вниманието, довидување на пол веќе повеќе. Половина час сме во етер на сите големо благодарење. Пристигнаа на транслацијата прашањата беа многу, ви кажав, брзо. А сите прашања одговоривме на вистина одлично. Големо благодарам за вашата активност. Не заборавајте секогаш лајкови и репостирања. Тоа е добредојдено. Пратете врска на вашите пријатели. Ќе има запишување на оваа транслација, па ќе се видиме на следните вебинари. Сите благодарност и на сите збогум. Благодарност до продолжението следува. Ова е време кога се